Постојано на терен и меѓу луѓе, задача на новинарите е секогаш навремено и транспарентно да ги известуваат граѓаните, одговорно да ги пренесуваат информациите. Со самото тоа, тие се често изложени на ризици, особено сега во време кога светот се соочува со пандемија од коронавирусот. 3 мај се одбележува како Ден на слободата на медиумите, но колку навистина медиумите се слободни, на таа тема разговаравме со колегата Александар Самарџиев. Се соочуваат со проблеми поврзани со работните односи, со вработувањето, со општо поимањето на работата како новинар, а понатаму и со општеството кое што не обкружува и во кое што живееме и треба да известуваме и да работиме. Се уште постојат притисоци на кои што новинарите треба да направат се за да не потклекнат и да известуваат правилно и вистински. Кога повеќето луѓе седат дома, новинарите се на терен. Нивна обврска е да ги информираат граѓаните за секоја ситуација, а сега и за најновите податоци за состојбата со коронавирусот. На тој начин ризикуваат и тие да бидат заразени. Одат на сите можни места, вклучувајќи ги болниците и се во голем ризик да се заболат од коронавирусот. Понатаму новинарите се соочуваат со оние притисоци од разни центри на моќ, на политичките партии, на економски и други вид центри. Во ова време за новинарите еден од поголемите предизвици се оние кои што се обидуваат да прават новинарство, но со прикажување на лажни вести и дезинформации. Новинарите се борат да ја прикажат вистинската состојба. Потребна е и регулација на така наречените сиви зони во новинарството, смета Самарџиев. Слободата на медиумите е еден клучен дел од секоја демократска држава, а кризните моменти како изминатиот период со пандемијата дополнително не потсетуваат на тоа.